Слушај ваму. Драги мои пријатели и пријателки, живееме во време на искушенија. Живееме во време каде што главната борба со злото ни е директно од нас, од наши луѓе, од наши блиски. Ние се обидуваме да се вратиме во некоја нормала, прво обидувајќи се барем сопствената околина да ја средиме. Со нашата околина многу зависи и од овие што не владеат. Нам ни е потребно едно добро чувство на спокој, но кога го немаме надвор, како да го постигнеме? Знаете, оваа епизода е во предвечерието на најголемиот празник, Великден. Може би треба малку религиозно да се пристапи кон себе ова, бидејќи таму секогаш ќе ги најдам одговорите како да издржам вам. Знаете, ние христијаните сме повикани да не ни биде убаво, да страдаме, да го сакаме непријателот, затоа што се заколнавме на заповест на љубовта, поточно да ги сакаме сите. Нашата борба во политикава не смее да биде базирана на омраза. Дури и цинизмот не можам да го преджокам, иако верувајте дека ја кариера на тоа направив. Не мораш директно никого да навредиш, но на некој суптилен начин да му укажеш, да го чукнеш по тиквата и да му кажеш: "Ало, што правиш бе брат?" Знаете, христијанство не подразбира пасивност. Тоа што прав христијанин главно му е да се моли, да се причестува, да се исповеда и да ги сака сите, и тоа да е неговиот подвиг, тоа не значи дека он треба да остане пасивен спрема случувањата што се. Но од него не можете да очекувате и не треба да очекувате радикализам, вулгарност, па и она што некои го повикуваат на радикални протести, каде што веќе нема што да се направи, па тоа е. Знаете, нашите предци страдале, па и се бореле. Биле распнувани, но дигале и востанија. Дали е дојдено времето кај нас за востание? Не. Зошто? Затоа што не се случува. Прошлиот пат ви реков дека народ што чека некој да го поведе, ништо не заслужува. Апсолутно. Еднаш се дошол лидер и тој никогаш не повикал. Пред 2000 години Христос дојде. Кој го слушаше, кој тргна по него, тргна. За 12 души знаеме. На сите чуда, на се што направи, само 12 души го проследија. И го следеа. 12 апостоли. Верувајте дека и ние како христијани ќе му свртевме грб на Христос, ќе му објаснувавме вака треба, онака треба, овој треба, она треба, не да преговараш, војна да правиш, и тоа репетитивно ни се случува. Социјалните мрежи станаа место за утеха. Знаете, за некакво себе оправдување, ете нешто сме направиле. Ете сум кажал глас на отпорот. Па и е глас на отпорот, но се додека ти се тресе раката за кого ќе заокружиш,
Се додека твојот брат попрво сака ти да страдаш, да ти е лошо, па и он лично, само ти да не го поведеш. Таква е ситуацијата во Македонија. Верувајте дека лидерите на власта во овој момент да направат, не знам, крвопролевање, да направат, ама највулгарен очигледен криминал, највулгарен очигледен криминал се случува. И нивните следбеници тоа го оправдуваат само затоа што поважно име, без оглед колку зло да нанесуваат, поважно е нивните да се, одошто да е оно што е праведно, оно што е добро, оно што треба да биде. Знаете, докумина гледав историски документи зошто и како Хитлер и нацизмот успева да се има многу историски, но замислете го германецот кој вика, абе демократија, батали демократија, знаеле, Запад е, Германија е, нема толку прост народ никаде, па ни кај нас. И го прифаќаат ова, го прифаќаат нацизмот, што поради омразата спрема другиот, ме разбирате? Ама дали ќе ни донесе добро? Види бе, војна ќе донесе. Подсвесно знаеш дека ќе донесе војна, ама гледаш, направил количе, направил патче, брзо патче, многу добро патче. Па тоа е и ало, војна ќе гинеме, све е поочигледно, не. До крај. Така и кај нас. Како ќе го убедиш својот брат дека си во право? Исто како и христијаните. Проповед. Зборете за вашата идеја со многу љубов, со реални факти, со многу вистина. Не го мразете својот брат, мразете му го гревот. Затоа што ако братот одлучува на таква политичка страна, има неколку причини. Прво, верене. Второ, верува во тоа. Трето, замижува пред криминалот и го одобрува само затоа што се негови, па од солидарност. Му страда они семејството, но сепак има некаква причина, лукративна, материјална, добива некое хонорарче, NGO, ова, она, ваму, таму. И они феноменално тоа го прават. Затоа се нудат секому надвор, советување дека се ќе направат, само да останат на власт. А на власт се останува не за доброто ваше, наше, на власт се останува заради корист. И тоа најфлагрантно го гледавме. Ние до толку сме извитоперени да во наша демократија викаме, знаеш, овие крадат, ама оние други не крадеа, ама барем даваа на народот. Чим имаш ти, прифаќаш, барем, крај. Дали ме разбирате дека нашата извитоперена демократија доаѓа од тоа кога се помиривме со помало зло? Не. Знаете, христијаните пред 2000 години Христос, кога ја дал заповеста на љубовта, кога сме ја добиле благодатта на Светиот Дух, кога сме се крстиле, кога тоа искрено дошло, не можеш, види, добро, ја имам малце грев ваму таму. Ние грешиме, но генерално никогаш црквата, христијаните, христијанството, злото не го прифатиле. Паѓаат во искушение, паѓаме во искушение, правиме гревови, паѓаме, но се исправаме. Никој не може да биде совршен. Само едно суштество било совршено во историјата на човештвото. Нашиот Господ Исус Христос. Совршен човек, совршен Бог. Таа е неговата природа.
Ние само можеме да го следиме. Но затоа, он од љубов ни вели, ви простувам ако се покаете. Че треба да се покаеш. Не заради него. Заради себе. Заради ближните. Заради општо добро. Ние многу себично влегуваме да си ја спасиме душата. Но на таков начин и тоа е можеби подобро, затоа што на таков начин зрачиме, како пример. Знаете, христијанството е како кандело, а кандело не се става под маса, се става на маса да свети. И нема подобра проповед ако ти со својата смиреност, добрина, доблест, честност, вредност, самопожртвување ќе те заследат. Да, биле 12 души. Денеска се милиарди. Ни треба многу време да се освестиме. Ни треба. Оној што ќе ја води следниот Македонија, мора да ги има овие примиси. Формално, да, ама мора да бидат и искрени и врз тие принципи да го прави се што ќе прави. Само така, ние можеме да вратиме баланс во општеството, да оние, знаеш, ние сме толку бедни и викаш, добро бе, знам, нечина, ама знаеш како, ми плаќа хонорар, плата, ме вработи, не можам да го разбирливо е. Но има една свест. Мора да има една свест. Мора да ја надградиме таа свест. Дека секогаш, кога правиме вистинско добро, правиме добро не само за нас, туку и за нашите најблиски. Не може тоа само да иде, знаеш, ако твојот лошо работи и не му го заокружиш, не си се казнил себе си. Не можеш да се казниш себе си. Можеш малку да изгубиш. И не треба да се надмине тој страв. Не треба ние да живееме во страв дали ќе биде СДСМ, ВМРО, ово или оно. Ние треба да живееме во убедување дека нас ќе не слушаат народ и дека ние ќе бидеме коректори. Но они не поларизираат и ние сме во буси многу блиску едни до други. И никој не може да преовладе. Да, веќе е јасно кој ќе победи на следните избори, се гледа. Но знаете што е реално? Реално е бришење патос. Бришење од мапа, бришење од парламент. Еден да биде таму шчучурен вака да гледа у следниот парламент и да се чуди што не снајде. Зошто не снајде? Неговите да го казнат, неутралните да го казнат. Убаво е да си имаш свое партиско тело, но партиското тело треба да го казнува и сопственото партиско тело, а не само слепо. На краток рок тоа дава некои резултати, на подолг рок не. Само така Македонија ќе воскресне. Знаете, суштината на празникот Великден е дека ние сме вечни битија. Сме дошле од вечност, живееме во овој реал, во време и простор, но се прочистуваме, просветлуваме, за да повторно го заслужиме вечниот живот, рајот, затоа што нашата падната природа мора да се исправи. И се ова се случува од љубов. На таков начин, само со љубов, но и со истрајност и пожртвување, па ако треба и да бидеме распнати заради сопствената душа, заради нашите најблиски, заради нашиот народ, заради нашата земја, заради целото човештво, заради љубовта чиста која ни е дадена, да бидеме благодарни. Така Македонија ќе воскресне. Така македонскиот народ ќе воскресне.
Нема друг начин. Љубовта не можеш да ја убиеш, можеш да фати една апатија. Имало и потешки војни, имало и поголеми погроми, имало и поголеми и подолги робства, мачни и крвави сме преживеале. Ќе го преживееме и ова. Но не смееме да губиме надеж, колку и да е тешко. И од болничка постела, кога сме, благодарен сум. И затоа сум благодарен за овие маки кои ги имаме, бидејќи ме просветлуваат, и на секоја година, секој ден ме просветлува дека може подобро, дека јас можам подобро. Ми дава простор што да направам повеќе за мене, за мојата земја, за мојот народ. И еве прв ќе ви кажам, Христос воскресе, навистина воскресна и не губете надеж. Бидете доследни, храбни и нека ве води љубовта. Слушај, мамо.